На вчерашната 37-ма седница, владата на Република Македонија го разгледа и усвои предлог буџетот за 2018 година и донесе заклучок предлогот за буџетските трошоци за наредната година да биде пуштен во постапка на дебата и усвојување во Собранието на Република Македонија. Ова следува по периодот на извршените дебати со повеќе засегнати страни, за да се слушнат сите забелешки и идеи околу распределбата на државните пари за наредната 2018 година. Овој предлог произлегува од сеопфатната детална анализа на владата и на Министерството за финансии, направена врз основа на реални проценки на буџетските ставки и на приходната и на расходната страна. Наша основна цел беше да креираме буџет со развојна компонента кој ќе насочува повеќе пари кон граѓаните и стопанството за унапредување на економијата, животот и секако здравјето на граѓаните. Преку транспарентен и отворен пристап, овој предлог буџет беше отворен за коментари од пошироката јавност, граѓанскиот сектор, стопанските комори и синдикатите, преку неговото официјално пуштање во владина и собраниска процедура. Дебатата секако продолжува до неговото конечно усвојување. Ова е буџет за граѓаните и буџет за финансиска стабилност на нашата Македонија. Истовремено, испланираниот буџет за 2018 година обезбедува и услови за реално раздвижување на економијата преку повисоки капитални инвестиции и сериозна државна поддршка за нови инвестиции, зголемување на конкурентноста и раст на извозот. Ке целиме кон што поголема реализација на капиталните инвестиции како важен сегмент за планираниот раст на економијата за наредната 2018 година. Во 2018 година уште поизразено продолжуваме со кратење на непродуктивните трошоци и тие пари ги насочуваме за потребите на граѓаните. На оваа седница владата го разгледа и усвои и предлог законот за извршување на буџетот на Република Македонија за 2018 година. На предлог на Министерството за финансии, владата на оваа седница го разгледа и усвои документот за фискална стратегија на Република Македонија за 2018-2020 година. Министрите во владата вчера го разгледа и усвоија и предлог законот за изменување на законот за задолжителни нафтени резерви. На оваа седница владата го разгледа и предлог законот за изменување и дополнување на законот за персоналниот данок на доход. Со предложените измени и дополнувања на овој закон, граѓаните веќе нема да имаат обврска да поднесуваат даночна пријава. Тоа ќе го прави Управата за јавни приходи, а граѓаните ќе треба само да ги потврдат или коригираат информациите во пријавата. Според новите прописи, УЈП ќе има обврска да ги собере сите податоци за остварените приходи на физичкото лице и во електронска форма да му ги достави на увид за дополнение или исправка. Секој граѓанин ќе има лозинка преку која ќе може да влезе во пријавата доставена од Управата за јавни приходи и да направи проверка на своите податоци. Ако забележи недостатоци на истата, ќе има можност сам да ги допише останатите непишани приходи. Според експертите, на овој начин ќе се намали просторот за малверзации со даночните пријави и ќе се намалат турканиците пред шалтерите на УЈП. Годишната даночна пријава досега сами ја поднесуваа до подрачните одделенија на УЈП за остварени дополнителни приходи во годината што изминува, а пријавата ја поднесуваа најдоцна до 15 март наредната година. Обврска за поднесување на годишна даночна пријава има граѓаните кои покрај платата или пензијата оствариле и други приходи, како на пример по основ на закуп, авторски договори и слично. Според податоците од Управата за јавни приходи, оваа година за приходи во 2016 година биле поднесени околу 400.000 годишни даночни пријави.